Повод за денешната пресконференција е агонијата во која веќе 4 години благодарение на Груевски и ВМРО ДПМН се наоѓа македонскиот фудбал. Што е одлика на македонскиот фудбал денес? Скандали со местење над превари, казнети македонски клубови од УЕФА, обвинување за криминал, хаос во Фудбалската федерација на Македонија, нецелосно првенство, никаков спортски успех. Македонскиот фудбал, наместо гордост, стана срам за македонското општество. Да се подсетиме што говореше актуелниот премиер Груевски во периодот кога беше опозиција. Ова е цитат од една негова колумна за еден дневен вестник од 2005 година. Не е далеку денот, ако вака се продолжи, кога Македонија ќе влезе во групата на најнеуспешни репрезентации, како Андора, Лихтенштеин, Малта, напиша Груевски и додаде. Поголем проблем е што го уриваат моралот на нацијата, тогаш не се само корумпирани, туку во моите очи се едни обични, бедни мивки. Во меѓувреме, Македонија загуби баш од Андора, не мрдна од 4-та позиција во ниту еден квалификацијски циклус. За нас се само репрезентациите со најнизок рейтинг. Екипите испаѓаат во првите кола на меѓународната сцена. За жал, сите овие скандали не се доволна причина надлежните државни институции да се занимаваат со работењето на раководството на ФФМ. Едноставно, првиот човек во македонскиот фудбал Харалампиј Хаџиристевски не само што е недопирлив, туку е во директна спрега со Груевски и ВМРО ДПМН. Како поинаку може да се протолкува фактот што Управата за јавни приходи само во 2009 година имаше побарувања од над 5 милиони денари на име неплатен персонален данок од страна на ФФМ. Сума за која никој до денес не знае дали е воопшто наплатена. Но затоа пак се знае дека представникот на независниот ревизор, која контролираше завршната сметка на ФФМ, е член на второстепената комисија за лиценци на Харалампиј Хаџиристевски. Спрегата на раководството на Агенцијата за млади и спорт, градоначалниците и пратениците на ВМРО ДПМН преку своите инсталации во ФФМ свесно ги забоштува скандалите во ФФМ. Партиските функционери, како пратеникот и член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН Илија Китановски и градоначалникот на Штип Зоранчо Алексов, кои уживаат највисока доверба кај Груевски, се дел од управниот одбор на ФФМ. Тие, наместо да работат во интерес на македонскиот фудбал, се грижат само за личните и партиски интереси. Затоа пратеникот на Китановски на службено патување на ФФМ во Исланд, освен пратеникот на ВМРО ДПМН, Александар Николовски, си го зема и својот син. Господине Груевски, јасно е дека во изминативе 4 години постојано промовирате двојни аршини со своето политичко делување. Со други зборови, кога едно зборувавте кога бевте во опозиција, сосема друго правите кога сте на власт. Затоа и должите одговори на македонската јавност. Дали со вашето присуство на поставувањето на камен темелникот на новата зграда на ФФМ го амнестиравте и официјално станавте соучесници во скандалите во режија на председателот Харалампиј Хаџиристевски? Господине Груевски, одговорете, за татковината ли се работи или за пари?